Поврзувањето на градскиот водовод во Виница со изворот Дончово кладенче, како и неколкуте други зафати што се прават во меѓувреме за да се обезбедат дополнителни количини вода за пиење, би требало да ги спречат проблемите и рестрикциите во водоснабдувањето. Според градоначалникот Ивица Димитров, во одредени села можно е да има повремени прекини, а најспецифичен е примерот со селото Лески, каде поради нерационалното трошење минатата година имаше проблеми во текот на 4 месеци во пролетниот и летниот период. Морам да апелирам и посебно на овие жители во село Лески да внимаваат со искористувањето на водата, пред се со наводнувањето на своите ниви и бавчи кои што ги имаат во своите дворови. Тоа са превенција за понатамошниот период да немаме проблеми. Меѓутоа еве работиме и на неколку проекти во делот на водоснабдувањето, а тоа е посебно за реконструкција и проширување на водоводната филтер станица која што имаме во нашиот град, а тоа е проширување се со цел за да можеме и проблемот кој што го и претходно најавив село Лески, за да можеме во текот на следните години да го поврземе со главната водоводна станица во општина Виница и веќе да немаме никаков проблем во овој дел. Освен во Виница и во рамничарските села, градоначалникот Димитров потенцира дека локалната самоуправа презема активности за подобрување на водоснабдувањето во населените места во Рицко-планинскиот дел, каде што и досега имаше посериозни проблеми. Очекуваме дека ова лето да немаме проблеми. Исто така почнуваме и уште една активност, а тоа е со јавното комунално предпријатие Солидарност, а тоа е за нова бушотина во село Драгобрашта, посебно во Мало Чукарлие, затоа што и тамо во текот на летниот период, посебно во сушите, може да се јави некој проблем. Во меѓувреме завршени се активностите за подобрување на водоснабдувањето во селото Грљани, каде во неколку мала е поставена водоводна мрежа, а во моментот се работи на мрежата кон селото Јакимово во должина од околу 250 метри.